представици на нивни, денеска представлja проектот реновирање на најзначајниот монумент споменик на градот, тој е Зеленскиот дом, кој долго време беше во програма, меѓутоа имаме објективни причини, бидејќи еден дел од Зеленскиот дом е под ремонт, односно геошката архитектура, еден дел од просториите, така беше дообеден билас. Сега со иселување на македонската општинска карта, се секават услови да интегрирано биде реновирано здање, има многу големо значење во живењето, во историјата и архитектурата на град Куманово, еден од значајните споменици. Еден од најдите милува да го пишу како Кумановскиот Нотр-Дам. Меѓутоа, еве отпочнува работата, тендерската поставка е завршена. Проектот се води преку регионот, каде јас сум председател на регионот и општина Куманово, заедничка инвестиција. Инвестиција е 17.510.000 денари, изведувач е теракота од Прилеп, фирмата, и работата ќе биде концентрирана во внатрешно уредување, промена на столарија комплетно, осветлување и илуминација, бидејќи фасадата е под заштита на Националната установа за конзерваторски услуги, која во моментот до 31 ќе го приложи проектот за фасада, односно конкретно реставрирање на фасада и опшивка на кров, со тоа што ќе се комплетира во целост реновирање на Зенатскиот дом. Даден рок за изведба е до 11 ноември, така е во договорот со изведувачот. Се надеваме дека сите датуми ќе бидат постигнати и се надевам дека во пресед на големиот празник со објавување на Куманово имаме пуштање, зависно од соработката со Националната установа за конзерваторски услуги, бидејќи тоа е на државно ниво и таа конзервација на фасадата ќе биде подлежна заштита. Сите други работи ќе води општина Куманово, општина Куманово ќе финансира овие средства и регионот. 7 милиона е од буџет на општина Куманово, 12 милиона негде 12 милиона е средства од регионот. Значи поточно 17 милиона 590, тоа е цена добиена на тендера, предвидена цена беше 19 милиона денари за да се створи некаква. Тоа е се без ДДВ. Се надевам дека во склоп на овие предвидени средства од регионот, тоа е конкретна инвестиција, ќе бидат доволни да направиме едно здание кое ќе има мултифункционална улога, значи оваа гала ќе биде за повеќе функции, има сити хол, значи ќе бидат седни со сите делегации, мали концерти, камени, изложба, невладни изложенија, граѓански изложенија, регионални средби, значи да мултифункционална зала, ќе имаме едно 5-6 канцеларии, конкретно следување на улазната партија, тоалети и се она што го чини животот на една оваква установа која е од многу големо значење не само за градот, но и за регионот. И затоа ја го направив како регионален проект, кој општина Куманово како центар на регионот има своја улога во настап. Ово е собственост на општина Куманово и затоа еве успеавме на крај да почнеме со ова. Се надевам дека сите наши заложби ќе бидат со плод, објектот ќе биде пуштен